Почитувани, познанството со Зоран Заев и Венко Филипче, како и блискоста со СДС, биле најважен критериум за апликантите за добивање на лиценца за медицински канабис. Не можел кој било да извади таква лиценца, затоа што тоа било резервирано за луѓето блиски до кланот Заеви и до Филипче. Затоа и во Струмичкиот регион во Македонија има најмногу фабрики за марихуана за медицински цели. За да им тече бизнисот и да ги вртат милионите, Заев и Филипче во 2020 година планираат целосно легализирање на марихуаната и со тоа сакаа Македонија да ја прават светска туристичка атракција. За среќа на граѓаните, овој обид не им успеа, а сега гледаме и која им била целта. Дека ова било планирано во главите на Заев и Филипче, се гледа во подзаконскиот акт, односно правилникот за одгледување на канабис за медицински цели, донесен во времето на власт на СДС, која е во колизија со законот, затоа што се дозволува да се произведува цвет од канабис кој не ги задоволува GMP нормите. Со ова, логично е дека со негово користење или во процесот на екстракција, маслото кое се произведува не може да биде лиценцирано, а најмалку да се најде во промет. Ги прашуваме Заев и Филипче, кој бил мотивот за ова? Зошто е направен подзаконски акт кој е во колизија со законот и со самото тоа овој процес е незаконски? Дали на Заев и Филипче целта им била продавање на канабис на црниот пазар? Затоа ли Заев и Филипче овие денови се толку испаничени? Затоа ли Заев излезе да го брани неодбранливото, додека во тоа време Филипче се упати кон Грција да се види со него? И дали Заев и Филипче стојат позади промената на правилникот? Сите сомнежи и индиции за криминалот со дрогата водат кон Заев и Филипче. Јавното обвинителство ова да го истражи до крај. Еднаш правда и одговорност за ова криминално дуо мора да има.